Добар ден. Бизнис вестите од автомобилските брендови укажуваат дека на повидок се кратење на трошоци, прегрупирања и така натаму. Новите модели доаѓаат со несмалено темпо. Акцентот се става на електрификацијата која ја тресе секоја марка. Кај моторциклите изненади ендуро моделот на Харли Дейвидсон. На самиот почеток, наместо вовед, видете ги флеш вестите. Женевскиот салон на автомобили не се одржува втора година поред, но церемонијата за прогласување на автомобил на годината во Европа не изостана. Според традицијата долга 10 години, пред првиот новинарски ден се обзнануваше победникот на изборот што се одржува од 1964 година. Жирито го избра победникот од 7 модели кои се пласираа меѓу финалистите во првиот круг на гласање. Годинешниот лауреат Toyota Yaris освои 266 поени, 26 повеќе од второпласираниот Fiat 500, кој пак за само 1 поен ја помина третопласираната Cupra Formentor. Согласно со формирањето на групацијата Stellantis, сите негови марки подготвија пригодни изненадувања. Наинтересно е она што го прикажа Peugeot. Новото лого представува едноставен графички приказ на глава на лав и коригирајте не ако мислите поинаку, се прикажува уште еднаш како број 1 во ново формираниот брак на групациите PSA и FCA. Ново поставената кормиларка на лавото од едлисинските полиња Линда Джексон скромно кажа дека знакот е дел од еволуцијата на најстариот постоечки автомобилски бренд и во потполност одговара со сегашните, но и моделите што доаѓаат. Новиот знак на хубата прв ќе го понесе новата генерација на Peugeot 308 која ја очекуваме наскоро. Со поставувањето камен темелник започна изградбата на градот на иднината на Toyota. Наречен е Woven City и е сместен во подножието на планината Фуџи на 70 хектари површина каде порано се наоѓаше една фабрика на Toyota. На почетокот ќе вдоми околу 300 жители, вглавно постари лица, семејства и мали деца и заинтересирани инвеститори. Во подоцнежните фази популацијата ќе му изнесува околу 2000 луѓе кои ќе ги користат сите бенефити на модерните технологии. Возилата, инфраструктурата и објектите ќе бидат поврзани во еден заеднички екосистем преку мрежа сензори и напреден софтвер со вештачка интелигенција, а енергијата ќе ја добиваат од водородни келии. Беше најавено лани на саемот на потрошувачката електроника CES во Лас Вегас, а од Toyota не дадоа прецизна проценка кога ќе биде завршен и колку ќе го чини неговата изградба.
Познат по својот дизајн и инженеринг, Гордон Мари за прв пат го представи својот супер автомобил замислен за користење исклучиво на патека. Развиен е паралелно со Т-50 супер автомобилот, Ники Лауда е замислен и дизајниран да понуди врвно возење на патека. Тежок е само 852 килограми и ќе го движи значително редизајнирана верзија на 3,9 литарскиот V12 мотор направен од Косфорд со 725 коњи и постигнува 12.100 вртежи во минута. Тие се пренесуваат преку ново дизајнираниот 6-брзински менувач Екстракт. Напредната аеродинамика, подпомогната од 400 мм вентилатор, ќе произведе до 1500 кг потисок за оптимални перформанси на патеката. Се планира да се произведат само 25 примероци од лимитираната серија која го носи името на Ники Лауда, трикратен шампион во Формула 1. Воедно, Гордон Мари беше пријател и соборец со легендарниот австриец. Супер автомобилот ќе почне да се произведува во јануари 2023 со цена од 3,1 милиони фунти без данок. Кризата како да не влијае врз најлуксузните производи како што е Rolls-Royce Phantom. Дотолку повеќе што од одделението на марката задолжено за специјални нарачки постојано стигнуваат вести за нови подвизи. Некои навистина се фасцинантни и за нив попрво ќе се каже дека се уметнички дела отколку автомобили. Токму таков е Phantom Iridescent Opulence, во чија изработка учествуваше и швајцарската фирма Nature Squared. Направен е по нарачка на клиент од Абу Даби и има внатрешност украсена со повеќе од 3000 пердови од повеќе видови птици. Како контраст на нивните бои од виножитото кои се прелеваат, лицето на часовникот е направено од бисер. Која е цената и колку време е потрошено да се создаде ова врвно мајсторско дело не е објавено. Новиот Defender V8 е крајниот израз на Land Rover и подсетува на богатото наследство на 8-цилиндерски мотори уште од 1970-тите. Потентниот обновен V8 мотор е достапен во две каросериски изведби – 90 и 110. Енергијата доаѓа од 5-литарскиот V8 бензинец со надполнење на Land Rover, кој произведува 525 конски сили и 625 Нм вртежен момент, кои се пренесуваат преку 8-степен автоматски менувач. Defender V8 90 забрзува од 0 до 100 км/ч за 5,2 секунди и достига максимални 240 км/ч со потрошувачка на горивото од 14,5 литри на 100 км. Со посветено подесување на суспензијата и менувачот, вклучувајќи ги контролата на амортизерите и нов електронски активен заден диференцијал, обезбедено е поагилно и привлечно ракување придружено со карактеристичен V8 звук. Исклучителната можност на терен е белек на Defender и таа е задржана со воведувањето на нов динамички режим. Тоа им помага на возачите да го искористат подинамичниот карактер и балансот на ракување со најсилниот модел на асфалт и терен. На домашниот пазар во Обединетото кралевство, Defender V8 90 ќе се продава од 98.500 фунти, додека за каросеријата со ознаката 110 ќе се продава за 3.500 фунти повеќе.
Чокостоби, да крцка од чоколада. Да прифатиме дека луѓето се многу едноставни суштества. Без крзно, без канџи, без крилја, а сепак сме обстоиле благодарејќи на едно сознание. Светот нема да се адаптира на нас. Па зошто ние да не се адаптираме кон него? Новиот Peugeot 3008. Време е за промени. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. Мали салатки крцкави топчиња од чоколада. Топчести мали крцкави чоколадни сладки. Чоколадчести крцкави мали топчиња. Чокостоби, неописливо добар. Jaguar Land Rover ќе го намали производството и ќе отпушти 2000 работници. За да заработи повеќе, Volkswagen сака да го издвои Porsche од својата група како посебно акционерско друштво, а Volvo ја продлабочува техничката соработка со сопственикот Geely. Од Америка ни доаѓа новата Kia Carnival, како и барањето на поглавицата на племето Чироки, Джип да прекине да го користи ова име. Слично како што Fiat направи со Ferrari, така и Volkswagen размислува Porsche да го организира како засебна компанија издвоена од остатокот на групата. На тој начин, акциите на Porsche ќе може да се понудат на берзите, што со оглед на неговите финансиски перформанси сигурно ќе привлече доста инвеститори. Интерните проценки велат дека со ваквата одлука Volkswagen би можел да собере помеѓу 20 и 25 милиарди евра, кои добро ќе дојдат за идниот развој на електричните модели. Официјално од групата нема никаква потврда за вакво нешто, но доколку се случи, вистинскиот момент би бил веќе идната година. Ова особена добива на тежина со се позачестените најави дека Римац Автомобили би можел да стане нов собственик на Bugatti. Според главниот извршен директор на Porsche, оваа комбинација е добра, но само на техничко поле. Тој не потенцираше, но знаејќи дека со тоа спортскиот производител од Штутгарт ќе ги зголеми своите 15,5% собственост кај хрватскиот специјалист за електрични технологии, некои стратешки работи стануваат појасни. Одлуката дали Bugatti ќе биде продаден или отстапен на Римац се очекува пред летото. Geely е собственик на Volvo од 2010 година, но кинезите на шведскиот производител му овозможија да делува како независна компанија.
Овој начин организација му дозволи на Volvo непречен развој со засебни приоритети, кои со престојната електрификација се повеќе се покопуваат со кинеските. Затоа и е одлучено во иднина двата производителя да ја продлабочат својата соработка, задржувајќи ја независната структура на својата организираност. Главниот стожер на идното заедничко делување ќе биде формирањето на нова компанија за производство на погонските единици. Ќе профункционира уште оваа година, а во суштина ќе настане со комбинирање на нивните постоечки капацитети. Подлабока соработка ќе имаат и оделенијата за развој кои ќе се фокусираат на автономните и електричните технологии, од што се очекува проширување на заедничката употреба на модуларните архитектури. Користењето на исти компоненти ќе овозможи обединување на нарачките од добавувачите, со што ќе се постигне нивна поповолна цена и намалување на вкупните трошоци. Идната соработка ќе вклучува и користење на продажната и сервисната мрежа на Volvo за глобално проширување на Lynk & Co, кој за своите модели веќе наголемо користи шведски технологии. Само неколку дена откако ја објави стратегијата за иднината со која е предвидено до 2030 година сите модели на Jaguar и 60% од Land Rover да бидат електрични, од компанијата стигнуваат вести дека имаат намера да отпуштат 2000 своји работници. Аналитичарите сметаат дека до оваа одлука, која не се целосно поклопува со плановите, мораше да дојде бидејќи досега се игнорираа сигналите за ќорсокакот во кој компанијата можеше да навлезе. Имено, иако беше прв во својата класа во Европа, единствениот нивни електричен модел I-Pace од своето представување пред 3 години не успеа да наметне доволно силно темпо за електрификацијата на гамата на овој производител. Заради тоа, веќе се започна со барање партнер за развој на новите генерации електрични возила. За тоа придонесе и недостатокот од слободни средства за инвестирање, бидејќи индиските сопственици Tata Motors финансиски воопшто не ги поддржаа плановите на британците. Тоа само по себе доведе до неопходност за кратење на трошоците, кои според финансиската ситуација во која се наоѓа Jaguar Land Rover единствено може да се спроведат со намалување на сегашното производство и отпуштање работници. Доколку се помине колку толку безболно, целосното преминување кон електричните технологии треба да започне во 2024 или 2025 година. Планирани се најмалку 6 целосно нови електрични модели за кои ќе се развиваат две различни платформи. Минималните трошоци за тоа се проценуваат на 2,5 милиарди фунти, а во моментов компанијата има недостаток од 1 милиарда фунти кеш. Треба да се спомене и дека Jaguar I-Pace, кој е европски автомобил на 2019 година, воопшто не се произведува во Велика Британија, туку доаѓа од погоните на Magna Steyr од Австрија. Покрај постоечките, новоформираниот Stellantis мора да решава и еден нов проблем. Водачот на истоименото племе на американските чироки индијанци побара компанијата да престане да ја користи оваа ознака за својот популарен модел. Во своето обраќање до раководството на Stellantis, тој рече дека дошло време наследството на неговиот народ да им биде препуштено на самите нив. Не сомневајќи се во добронамерноста на Jeep, кога на времето се одлучил за името Чироки, тој сепак смета дека повеќе не гледа како на чест да ги види своите национални обележја на разни производи на американските компании или пак спортски клубови.
Првата генерација на Чироки е представена во 1974 година. Од тогаш Jeep во континуитет го користи ова име за меѓународен настап за својот модел, додека во Америка од 2002 до 2014 тој се нарекуваше Liberty. Паралелно со него, од 1993 година се произведува и Grand Cherokee, чија нова што туку представена генерација се уште не е лансирана на пазарот. Откако есента го лансираше на домашниот пазар, Kia започна со продажба на новата генерација на големиот моноволуменец Карневал и во Америка. Кај нас во Европа, сосема маргинализирана оваа класа возила, таму се уште привлекува солиден број купувачи заради својата пространост. А таа, мора да признаеме, кај Карневал е раскошна. Широчината од 2 и меѓуоскиното растојание од 3 метри дозволуваат неговата глобална верзија да се нуди дури со 11 седишта. Во Америка, сепак во неа ќе можат да се возат само 8 патници, кои ќе уживаат во благодетите на нејзината практичност. Заради тоа, корејците го представуваат овој модел како повеќе наменско возило, кое е способно да влече и приколка од 1,6 тони. За тоа ќе се погрижи 3,5 литарскиот V6 мотор со 290 коњи, кој е еден од најсилните во оваа класа. На корејскиот пазар Карневал е достапен и со 2,2 литарски дизел со 199 коњски сили, а во најаве се и хибридни варијанти. Треба да се спомене и дека ако во возилото се превезуваат само двајца патници, тие со себе ќе може да понесат дури 2,9 кубни метри багаж. Од 1998 година до сега Kia од трите претходни генерации на Карневал има продадено повеќе од 2 милиони примероци. Од нив во Европа имаат завршено само нешто над 150.000. Заради тоа и дизајнот му е различен од она на што сме навикнале кај возилата на оваа марка во Европа, но затоа е прв модел на Kia во Америка кој ќе го носи новото лого, со што се најавува еволуцијата на карактерот на марката. Цените на новиот Карневал таму започнуваат од $32,000. За традиционалните влюбеници во Харли Дейвидсон, најавениот модел Pan America нема смисол. Тоа е ендуро, не е чопер, нели? Па кога може спортски марки на автомобили да направат теренци, зошто да не може производител на чопери да направи ендуро? Како двигател служи новоразвиен 1,25 литарски V2 со агол на цилиндрите од 60 степени, кој мобилизира 152 коњски сили при 8750 вртежи во минута. Исто така служи како придружен елемент што е краси шасијата. Максималниот вртежен момент од 128 Нм е на 6750 вртежи во минута. Харли Дейвидсон Pan America 1250 е тежок 245 кг кога е подготвен за возење. 1250 Special верзијата има полуактивна шасија што автоматски се прилагодува на товарот и ја спушта висината кога возилото е во мирување за полесно седнување или станување. Системот тежи 13 кг повеќе. Поставен на 19-инчни тркала напред и 17-инчни назад, Pan America 1250 има оптимизирана електронска дистрибуција на силата на сопирачките, систем за спречување на продизгување и контрола на влечење во свиок. Функциите на инструментите и инфозабавата се прикажуваат на 6,8-инчен TFT екран чувствителен на допир. Контролата на крстарење и 5 режими на возење, вклучително и 2 за теренска употреба, се стандардни. Во Германија, Pan America чини 16.555 евра, а за изведбата Special 2.000 евра повеќе.
Не е случајно ако ова мало возилце, наречено микролинови, изгледа познато. Тоа е верна копија на италијанската Изета од 1953 година, со која BMW го започна својот поствоен поход во светот на автомобилите. Токму тоа представуваше длабока инспирација на швајцарската компанија Micromobility, каде пред многу време си го поставија прашањето што всушност ни треба за секојдневно возење. Одговорот го видовме на 2 пати на салонот во Женева во 2016 и 2017, каде ветија дека нивната идеја ќе стане реално за некоја година. Патот до хомологирано возило, подготвено да се вклучи во сообраќај кој го изодеа заедно со Универзитетот за применети науки од Цирих, сепак траеше подолго, но тој сега веќе е при крај. Швајцарскиот тим извести дека од септември во погоните на италијанскиот партнер Кекомп ќе започне неговото сериско производство. Долго е 2,4 метри, има само 2 седишта и една вратка, која како и кај оригиналот се отвара од предната страна. Тежи околу 500 кг, така што немаа проблем да му обезбедат електричен погонски систем кој има едва и 15 конски сили. Со него ќе постигне максимални 90 км на час, а купувачите ќе може да бираат меѓу 2 пакета батерии кои ќе му обезбедат автономија од 125, односно 200 км. Цената на оваа градска минијатура на струја треба да изнесува околу 12.000 евра. Шкода пристапи кон лансирањето на новата генерација на Фабија на крајно невообичаен начин. Ги представи прототипите на одбрана група луѓе, кои како возачи треба да кажат што мислат. Заеднички за сите нив беа коментарите за димензиите. Шкода пристапи кон лансирањето на новата генерација на Фабија на крајно невообичаен начин. Ги представи прототипите на одбрана група обични луѓе, кои како возачи треба да кажат што мислат. Заеднички за сите нив беа коментарите за димензиите. Фабија се повеќе се оддалечува од Volkswagen Polo и се доближува до Golf. Од него се разбира се уште е далеку, но должината од 4,1 метри и генерално пораст во сите димензии укажуваат на тоа. Најмногу растојанието меѓу оските кое е зголемено за цели 10 см, што е јасен сигнал за колку ќе се подобри просторноста на кабината. И багажникот ќе биде поголем, а единствено не е зголемена тежината која е задржана на истото ниво. Поголемите габарити кои Фабија ги доби со MQB A0 платформата на дизајнерите им овозможија креирање на пофлуидна каросерија, чиј коефициент на отпор на воздух е намален од 0,32 на 0,28. Освен дека доби на динамичноста, поради сериозната камуфлажа за низиниот изглед е прерано да зборуваме, но затоа скоро се е познато за моторизацијата. Дизели ке нема, но ќе се врати 4-цилиндричниот агрегат исфрлен 2017 година. Овој пат тој ќе биде на врв на понудата како 1,5 литарски TSI со 150 коњи, додека под него ќе бидат 1 литарските 3-цилиндрични мотори со и без турбокомпресор распослани помеѓу 65 и 110 конски сили. Хибриди барем засега не се споменуваат. Од Шкода за четвртата генерација на Фабија најавија и посериозен пристап во поглед на опременоста, што подразбира дигитален кокпит, 9 воздушни перничиња, LED светла и секако бројни Simple Clever решенија по кои марката е позната. Премиерата на новата Фабија се очекува пролетва, а на незината караванска изведба до година. Нормално цените ќе пораснат во однос на досегашните 12.000 евра, колку што најефтината изведба чини кај нас. Со глобализацијата, автомобилските марки се борат за каква таква самостојност и препознатливост која се однесува на конфекцијските решенија. Ви благодарам на вниманието до следното гледање за 7 дена.